Почитувани гледачи, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24, емисија која вечерва е посветена на претседателските избори, на евентуалните предвремени парламентарни избори, дали треба да бидат заедно со претседателските или не, и сето она што овие изборни циклуси го врзуваат во однос на актуелната политика, на сето она што се случува и кои би биле реперкусиите од тие процеси во зависност од тоа кој ќе победи на претседателските и што ќе се случува со парламентарните. Наши вечерашни гости се политичките аналитичари Благојче Атанасовски и Љупчо Алексовски, како и универзитетскиот професор Ѓорги Тоновски. Почитувани, добра вечер на сите. Еве, професоре, првото прашање за вас. Каков претседател и треба на Македонија? Каков профил на личност треба да биде идниот татко на нацијата во однос на тоа какви беа досегашните претседатели? Прво ќе се обидам посредно да одговорам, а потоа ќе бидам директен на ова прашање. Би кажал дека оваа година, летото 2019, почна за Македонија некако среќно. Прво се расчисти овој проблем со договорот од Преспа, потоа најавите дека НАТО ќе биде дарежлив кон нас и на крајот се случуваат претседателски избори. Значи Македонија уште за кратко време ќе ја има таа среќа да се спаси од еден човек кој што беше со многу проблематични одлуки, кои што се крстеа од страна на експертите и како кршење на Уставот, што не сме да се случи на ниеден претседател на држава, а исто така и човек кој што не остави видливи траги, не остави импакт на било какви движења во историјата, во современата историја на Македонија, особено во тој период додека тој беше за жал 2 мандати, и човек кој што најпосле ќе замине од историската сцена, односно од политичката сцена на Македонија, испратен како последните остатоци од груевистичките политички аспирации, тековини и така натаму, односно како може би клучарот најпосле оној кој што треба да ја заклучи таа фашисоидност на која што бевме сведоци во целата таа деценија, која што јас во некои колумни и во некои мои текстови ја нарекувам деценија на стравот во Македонија. Прашањето би го поставил на некако за почеток на поинаков начин, односно каков претседател не ни треба. Па би кажал само неколку напомени. Не ни треба очув на нацијата. Ние во овие 10 години мислам дека бевме многу блиску до таа состојба на очув на нацијата. Нам ни треба татко на нацијата. Не случајно е наречен татко, човек кој што ќе се грижи за земјата во која што е претседател, односно во која што е прв човек, кој што својата кариера и својот успех ќе го врзува со просперитетот на земјата што ја управува и кој што нема да биде најсреќен само кога оди и се снаоѓа, најдобро се снаоѓа во средноазиските таму држави или во државите каде што има очигледен автократски тип на владење. Добро. Да продолжиме. Мислам дека ја разбравме поентата до тука, ќе продолжиме. Алексовски, се согласувате ли со тоа? Мислите ли дека, еве, да одиме конкретно со актуелниот претседател Ѓорги Иванов, дека тој успеа да се издигне над партиските интереси, дали тој успеа да биде репрезент на сите граѓани во државата без разлика дали гласале за него или не, дали успеа да ги одбрани националните интереси? Видете, јас би направил еден краток осврт на сите претседателски избори до сега, тоа е кратко, и со тоа ако направиме таква една анализа ќе видиме дека самите избори на претседателите во Република Македонија, почнувајќи од Киро Глигоров,
со 150.000 државјанства што беа дадени и таквата афера. После го имавме Борис Трајковски, нели? По вториот круг кога албанците масовно гласаа за него. Потоа го имаме Бранко Црвенковски кој не можеше да се постигне цензус, па со дел од ВМРО се успеа да се направи цензус. Истото беше после тоа со Ѓорги Иванов. Значи сите избори до сега што се направени за претседател во Република Македонија биле проблематични. Во сите тие кандидатури, односно личности кои били избрани за претседател, сите до еден до сега биле партиски личности. Сите одговарале на својата партија и на тој круг кој ги предложил. Така да Ѓорги Иванов јас не би го извел ниту повеќе ниту помалку од претходните. Сите си ја вршеа функцијата, односно одговорија во однос на партијата и беа заложници на партијата, ниеден од нив не беше вистински татко на нацијата. Тоа мислам дека и во овие избори со постоечкиве кандидати кои се вртат моментално како можни кандидати, дека приказката ќе продолжи. Македонија и на овие избори нема да добие, како што кажа професорот, вистински татко на нацијата. Добро, но сепак тоа е така, но сепак имаше разлика еве и со господинот Глигоров кој нели велеше не ме оставајте сам. Па со Борис Трајковски кој тргна потоа во една спротивна насока со неговата партија. Па дури имаше можеби некакво заладување на односите на Бранко Црвенковски со СДСМ во втората половина од неговиот мандат, но поврзаноста на претседателот Иванов со ВМРО ДПМН никогаш не опадна, ми се чини дека таа секогаш беше на исто ниво. Дека е бил најлојален. Меѓутоа и сите другите беа лојални. Во одреден период, да кажеме, можда имало мали разединувања, меѓутоа сепак сите си извршија функцијата. Никогаш не стана раскол меѓу Киро Глигоров и СДС. Никогаш. Бранко Црвенковски и СДС никогаш. Имаше некои заладувања на односите, меѓутоа после тоа го видовме дека човекот се појави на конвенцијата таму која има за избор на претседател на СДС. И поддршка даде. Така да Ѓорѓи Иванов потполно исто како и другите за мене, од мој аспект гледано, си изврши својата функција во однос да го врати долгот на ВМРО ДПМН како претходните што вратија на СДС. Да. Атанасовски, вие верувате ли, одите ли исто во оваа теза дека низата на претседатели во однос на нивното поведение во однос на поврзаноста со партијата ќе продолжи во иста насока? Па не би се согласил целосно со тврдењата дека досегашните претседатели на Република Македонија од независноста па наваму биле во својот мандат го извршувале исто како што го извршувале претходните, односно мандатот на Ѓорги Иванов го извршувал и претходниот претседател на Република Македонија и тие два пред него. Секако ситуацијата во Република Македонија од 1991 година па наваму имала различни политички амплитуди со различни општествено геополитички импликации во кои се создавала државата, па потоа нели се создаде една воена криза и воен конфликт, односно секој претседател учествувал во државата во еден различен критичен момент, дали бил тој посериозен или помалку сериозен, независно и се однесувал согласно актуелните состојби на терен, како што ги затекнувал, но ако направиме една мала ретроспектива од првиот претседател на Република Македонија Киро Глигоров, ќе видиме дека на почетокот во неговиот прв мандат Киро Глигоров бил еден неспорен авторитет, не само поради неговите повозрасни години, туку и поради неговата општествена и политичка функција во поранешната држава Југославија, односно Киро Глигоров бил еден вид на претседател кој со својот импакт врз политичката сцена во Република Македонија имал многу поголемо влијание дури од тогаш и од актуелната влада или претседателот на владата Бранко Црвенковски. Како што напоменавте вие самиот, Борис Трајковски, покојниот претседател е специфичен бидејќи тој победи на еден оспорен избор, оспорен легитимитет од страна на тогашната опозицијска партија СДСМ, но по воениот конфликт имаше и отворен раскол со тогашниот премиер Љупчо Ѓоргиевски, кога самиот Љупчо Ѓоргиевски нели се откажа од претседателот Борис Трајковски, и во завршните години од мандатот на Борис Трајковски тој имаше поголема кохабитација со актуелниот премиер во тоа време Бранко Црвенковски, значи Борис Трајковски успел да излезе од шинелот, партискиот шинел на политичката партија која го номинирала и потоа врз база на таа номинација нели победил на претседателските избори. Третиот претседател Бранко Црвенковски е малку специфичен и својствен од позиција бидејќи тој стана претседател на Република Македонија
од актуелна позиција на премиер и долгогодишен лидер на Социјалдемократскиот сојуз, така што не очекувам дека Бранко Црвенковски, например, би бил председател во својот мандат кој би се дистанцирал толку од партијата, но како што напоменавте и вие, имаше некои одредени искрења во однос на надворешната политика со тогашниот премиер Владо Бучковски, кој доаѓаше од истата матична партија, за да завршиме на крај со 10 годишниот мандат на Ѓорги Иванов, кој реално не излезе од партискиот чинел на ВМРО-ДПМН, односно не се во ниедна ситуација не се дистанцираше и да се повлечеше од одредена политика на Никола Груевски, односно во една комплетна унисоност во соработка и корелација со тогашниот премиер и тогашното владеачко мнозинство, тој ги влечеше по тезите. Така да ние во секој случај мора да добиеме председател многу поразличен од досегашните председатели. Тој председател дали ќе биде независен, веројатно не може да биде независен бидејќи ќе произлезе од една политичка партија, најчесто од двете доминантни, но јас лично како политиколог, како аналитичар и како граѓанин верувам и сите се очекуваме да добиеме председател кој ќе биде над сите партиски поделби, над сите меѓуетнички, меѓурелигиски, политичко-партиски разлики и всушност позицијата, функцијата на самата институција председател на Република Македонија треба да биде токму тоа, тој да биде обединувач, обединител на сите граѓани без разлика на нивната политичко-партиска, религиска, верска основа, бидејќи како што знаеме Македонија е мултиетничко, мултиконфесионално општество со големи, драстични политичко-партиски разлики, многу конфликтно општество и би било штета и трагедија председателот да биде тој што ќе се поистоветува со одредената своја матична или политичка партија која го кандидирала, така што се надевам дека Република Македонија конечно ќе добие вистински независен, достоинствен, патриот председател кој ќе ги застапува исклучиво интересите на граѓаните без разлика на нивните поделби. Добро, професоре, дали мислите, еве, сето ова што го кажа Атанасовски, отприлика мислам дека е тоа што го бараат граѓаните на некој начин, барем оние граѓани кои политиката ја доживуваат понеутрално. Но мислите ли дека големите политички партии всушност се плашат да номинираат кадар кој не е толку близок со нивната партија, кој е можеби понеутрален во своите ставови, бидејќи после ќе се изгуби можноста да на некој начин да го контролираат, да ја изгубат врската со него, па тој потоа да направи нешто по свое убедување спротивно на нивната политика. Може би затоа политичките партии сакаат кандидат кој потоа ќе биде најблиску, најлојален и до нивната политика. Гледате, прво да расчистиме дека при определбата или при изборот или при кандидирањето треба да се води сметка дека председателската функција не е исто што и партиската функција. Кај партиската функција мислам дека не е неопходна толкава голема подготвителна фаза или политичка кариера како што е тоа кога е опрашање председателот на државата. Исто така треба да се има во предвид дека и внатре во тие политички партии, иако се тоа партии кои што сакаат да го контролираат членството и така натаму, има луѓе со поголем степен на автономија и со помал степен на автономија. Има луѓе кои што посуштински ја разбираат и ја следат партиската линија во однос на општествените решенија и оние кои што се само следбеници или помалку ја следат таа линија. Значи, ако веќе немате човек кој што е однадвор од ова милје или од овој колорит на повеќе на политички партии, кој што би бил автономен во однос на сите, тоа јас се согласувам дека тешко се наоѓа и дека секоја политичка партија сака сепак да биде таа која што победила, која што на некој начин има влијание врз председателот, тогаш барем да бидат овие луѓе за кои што зборувам, значи поавтономни. Гледате,
Нити Борис Трајковски не се даде така лесно да биде командуван, условно да кажем. За Киро Глигоровиќ и да не зборуваме. Бранко Црнковски исто така не се даде така лесно, бидејќи тој беше оној што беше пак најавтономен во рамките на Социјалдемократскиот сојуз. Дали е тоа негова успешна кариера, не е успешна, во тоа не навлегува, меѓутоа во однос на таа, од призмата на таа дистанца кон политичката партија, мислам дека тука имаше голем дел на автономија, но исто така, тоа мора да биде, иако е од партијата, тоа мора да биде човек кој што велам поминал една подготвителна фаза. Тој мора да знае со што фактички се зафаќа. Политичката партија и може нему да му помага во работата, во дадени моменти и така натаму, но сепак во крајна линија. Ако тој сака да ја отслужи својата функција, онака како што тоа доликува на првиот човек на нацијата, ако сака да ја, и тоа нација во американска смисла на зборот, сватена како американски термин, ако сака да ја отслужи таа своја функција, тој мора да има еден свој препознатлив лик. Значи, од прилика, можете да, например, можете тоа да го компарирате, да речеме, со еден Кенеди. Знаете. Или направете се компарација помеѓу Кенеди и Трамп. Или направете компарација помеѓу Обама и Кенеди. Пак ќе видите дека има нијанси, знаете. Значи тоа мора да биде во секој случај човек кој што е пред се едуциран и социјализиран и култивиран. Председателската функција не е само политичка функција. Таа исто така во себе крие голема мера на едукативност, на социјализаторство. Во него треба да се угледуваат, тој да биде стимул, тој да биде мотив за креација, за достигнување на младите генерации. Тоа не треба да биде човек кој што е изваден од некој магазин од негде, меѓутоа сепак, или робот, меѓутоа сепак постојат определени елементи кои што тој мора да ги запазува. Да речеме, гордост и достоинство, храброст, политичка храброст. Мора да има политичка храброст. Мора да има индивидуална автономност во себе. Еден осет за една дистанца кон наредби од други. Тие наредби мора да се негови, преджвакани, односно тој треба да го изгради своето мислење, својот став, врз основа на сопственото искуство, меѓутоа исто така и користејќи го искуството на другите. Ние кај овие досега председатели тоа го немавме во доволна мера, онака како што Франклин Рузвелт вели: јас не сум најпаметниот човек во Америка, меѓутоа околу мене ги имам сите најпаметни луѓе на Америка и затоа зборувам најпаметно. Да. Ги носам најумните ставови и едно многу значајно прашање: да го почитува и да го брани уставот на државата. Да, добро, тоа нормално дека се подразбира. Се подразбира, меѓутоа не се подразбираше. Не би смеле да имаме никаков компромис, не трунка. Не се подразбираше, се одеше према истокот, таму кај што негде нешто има, она што е блиско до мене, моја лична определба и така натаму, мој афинитет, нема афинитети. Има светска, меѓународна заедница и твојата држава. Да. Кога ги гледаме кандидатите кои еве се вртат во јавноста и кај ВМРО ДПМН и кај СДСМ, значи кај ВМРО ДПМН од прилика еве Владко Ѓорчев ја најави својата кандидатура, професорката Силјановска, она самата
не кажува, но некои неофицијални информации велат дека ќе побара поддршка од ВМРО ДПМН или ВМРО ДПМН ќе даде поддршка. Се спомнуваат таму и други имиња во базата на таа партија. Од друга страна кај СДСМ се спомнуваат значи Оливер Спасовски, Радмила Шекеринска, Стево Пендаровски, Никола Димитров. Забележуваме една колоритност во однос на нивната поставеност, во однос на ова што го кажуваме. Значи имаме тврди партиски личности, но имаме и личности кои се во некоја доза и по-неутрални, можеме да кажеме. Па дури еве и професорката Сјановска, мислам дека нема никаква врска со ВМРО ДПМН во партиска смисла. Кај СДСМ Никола Димитров исто така нема никаква врска, па и Стево Пендаровски не е член исто така. Што мислите дека на крај како ќе се решат партијите, со каков кандидат? Бидејќи можеби со непартиски ќе добијат дел од неопределените, но како ќе поминат кај својата партија? Па вака, први една работа да расчистиме, значи во ниедна политичка партија во Република Македонија од основањето на партијата до сега не постоела натрепартиска реална демократија, него демократијата е, да кажеме, во рацете и моќта на претседателот на партијата и неговото окружување. Така да било кој избор да се случи во било која партија нема да биде случаен избор, него ќе биде тоа делегирано од самиот врв на партијата. Во случајов на ВМРО ДПМН што спомнувате, можни кандидати, ако колку имам сознание од вака од медиумите, се точно Силјановска и Владко Ѓорчев. Едниот кандидат Владко Ѓорчев ќе има доволно поддршка внатре во партијата од членството, меѓутоа ќе нема надвор од партијата. Што се однесува до Силјановска ќе биде обратно. Таа може да ќе има поголема поддршка кај граѓанството, меѓутоа нема да добие поддршка во самата партија од членовите на партијата. Што се однесува до СДС, веројатно кидат тие, колку што имаме вака некои информации, кидат со нивен проверен кадар партиски. Во случајот би бил изија Оливер Спасовски. Така ќе оставиме на времето да видиме. Бидејќи нема да имаат сега консензуален претседател со ДУИ, нема да имаат, ДУИ ќе се избаci свој кандидат, денеска слушнам и другите политички партии од Албанскиот блок свој кандидат, така да и во едниот и во другиот случај борбата ќе биде тешка, затоа што на ВМРО ДПМН има изгубено довербата. Раководството има изгубено довербата од самото членство на партијата со тоа што во борбата за зачувување на името и на Преспанскиот договор не покажа доволно храброст, сила, онака како што очекуваше членството да прави протести и други, да кажеме, демократски методи за спречување на тие работи. Што се однесува до СДС, исто има голем проблем со членството, затоа што све она што го вети ништо не исполни. Така да битката сега за овие претседателски избори не се води за самите претседателски избори како избори, се води за следните парламентарни избори, кој каква позиција ќе земе. Значи преку оваа битка, ако добие ВМРО ДПМН, следуваат предвремени избори. На кои предвремени избори ќе победи? Ако СДС победи, тоа значи дека на следните парламентарни избори ќе ја сочува или ќе ја зголеми оваа бројка на пратеници што има. Така да оваа битка ќе биде многу интересна, меѓутоа и на двете партии им останува голем проблем како да ги мотивираат своите гласачи, бидејќи се едните и другите разочарани од нивните раководства. Да. Добро, кога ова што го спомна господин Алексовски во однос на консенсуален кандидат, приказната на ДУИ за консенсуален кандидат, значи трае веќе, не знам, можеби 10 години, не успеваат да го добијат, не успеаат ниту со ВМРО ДПМН, не успеваат еве ниту со СДСМ сега, но некако тоа се случи на брзина. Значи челниците на ДУИ зборува за тоа во изминативе месеци, некако јавноста се подготви за таков кандидат, како да се зборуваше внатре во коалицијата, се очекуваше, но одеднаш целата работа прекина, ДУИ најави свој кандидат. Што мислите, што се случи внатре во коалицијата? Се работели за едно сериозно недоразбирање, бидејќи после се случува ова и во однос на пензискиот фонд и судирот на Мила Царовска со ДУИ и некои други искричења кои покажуваат некои можеби сериозни недоразбирања. Прво, терминот консензуален кандидат, промовиран од ДУИ најпрво на изборите 2014 година, кога беа дел од владеачката коалиција со ВМРО ДПМН, па сега после 5 години
е во најмала рака погрешно дефиниран и прецизиран, бидејќи консензуален кандидат според мене, според правници, според политиколози, е кандидат кој ќе ги опфати максимално сите општествени и политички групи, како во собранието, така и во општеството. Доколку кажеме ние консензуален кандидат, треба да се одбере консензуален кандидат помеѓу владеачките партии и партиите од опозицијата. И најчесто тој консензуален кандидат се бира во собранието на Република Македонија, односно во собранието на државите, и тоа се бира на посреден начин, не вака на непосредни општи избори, каде што граѓаните го даваат директниот глас и го пренесуваат легитимитетот и легалитетот на институцијата претседател на Република Македонија. Терминот консензуален кандидат дуи треба да го преименува во заеднички кандидат на СДСМ и ДУИ или заеднички кандидат на ВМРО ДПМН и ДУИ следствено во 2014 година. Консензус помеѓу владеачките партии не е општествен и политички консензус помеѓу сите општествени и политички чинители. Од друга страна, како што напоменавте и вие, таа идеја и пред овие предстојни претседателски избори ДУИ ја форсираше изминативе неколку месеци. Дури имаше најави дека тоа е веќе договорена работа, па се работи само на имињата. Дури имаше, да го употребам и тој збор, злоупотреба на одредени имиња од страна на ДУИ како евентуални прифатливи претседателски кандидати како консензус меѓу СДСМ и ДУИ, па видовме професорот Денко Малевски дека даде соопштение до јавноста да не се злоупотребува неговото име во тие претседателски комбинаторики. Но последните случувања од пред неколку дена, каде што Бујар Османи, портпаролот на партијата и вице-премиер за евроинтеграција, излезе дека раководството на ДУИ, на Централниот одбор, одлучило да оди со свој сопствен кандидат, укажува на тоа дека таа идеја веќе е завршена, дека немало договор интерен помеѓу СДСМ и ДУИ. Очекувам дека немало договор поради нивните суштински разлики околу кандидатот кој треба да го предложат заедно. Според мене и подобро е да се оди со варијанта секоја политичка партија да си... Но дали тука гледате некаква криза во односите меѓу СДСМ и ДУИ? И во поглед на другите работи кои се случуваат? Веројатно има криза во односите помеѓу ДУИ и СДСМ, од причина што гледаме некоја заострена реторика. Ако се сеќаваме, најпрво премиерот Зоран Заев упати една критика кон ДУИ, кон челниците, кон претседателот Али Ахмети и Бујар Османи, укажувајќи им дека не треба ДУИ да се китат со туѓо перје околу донесувањето на законот за употреба на јазиците, односно дека тој закон не е заслуга на ДУИ како политичка партија и да ги собере политичките поени, дека тој закон е промовиран како дел од програмата на премиерот Зоран Заев, едно општество за сите, и дека тоа е заслуга и на БЕС, и на ДПА, и на сите пратеници кои го гласели, учествували, подготвувале во тој закон. Па од тука следуваше откривањето на аферата во фондот за пензиско и инвалидско осигурување, па тие жестоки критики од страна на Артем Груби и Бујар Османи кон министерката Мила Царовска. Јас не мислам дека тоа е некоја фингирана медиумска пресметка меѓу СДСМ и ДУИ. Веројатно изворот на ова несогласување меѓу СДСМ и ДУИ се наоѓа 2 години наназад од парламентарните избори 2016, кога СДСМ со својата политичка платформа, со својата програма Едно општество за сите, со пенетрацијата на СДСМ длабоко во албанското гласачко тело, за прв пат се случи огромен дел на етнички албанци да гласаат, условно кажано, за етнички македонска партија, откинувајќи голем дел од албанското гласачко тело пред се на ДУИ, е причина да ДУИ веројатно покажува, условно кажано, така да се изразам, политички заби према својот поголем коалициски партнер во очи на овие претседателски избори и создавајќи на еден вид на консолидација на своето гласачко тело пред идните претседателски избори, кои, како што кажа соговорникот, би биле репер и мерило за евентуалните предвремени избори и како после тие парламентарни избори ќе се создаде една општа политичка слика во Република Македонија. И на крајот да напоменам, исто така проструи информации во јавноста дека под наводници проработеле старите добри врски меѓу ДУИ и ВМРО и дека
поприроден партнер во владењето на ДУИ испадна во изминативе години ВМРО ДПМН, односно секој да си биде во својот националистички атар, да си условно кажам, газдува со своето гласачко и етничко националистичко тело и после тоа како победници секој во својот етнички табор да се формира влада. Односно на ДУИ веројатно му одговараше поише тој систем на етничка поделба на Македонија, на етнички поделени блокови, каде што влада во Република Македонија ќе создаваат условно кажано победникот во етничкиот македонски политички блок и етничкиот албански блок и видовме дека тоа многу одлично функционираше за ДУИ, за ВМРО во изминатите 10 години, така што ДУИ гледа дека има реален проблем со СДСМ од тоа што по последните анкети кои беа презентирани, СДСМ дури е водечка партија во етничкото албанско гласачко тело и премиерот Зоран Заев има највисок Да, и така, професоре, доаѓаме полека до евентуалните избори. Некако после она една нагорна линија во поглед на очекувањата за предвремени парламентарни избори заедно со претседателските, сега како да имаме надолна, таа можност се помалку се спомнува, особено по силното противење на меѓународната заедница, на пораките од Европската унија дека не е време за избори. Така да, што мислите вие, што ќе решат на крај, ќе се трчали пак на тие избори или не? Јас прво сакам само нешто Да појаснам околу ова прашање претходно што го расправавме. Ги следам сите настани, ги следам сите идеи во македонското општество. Меѓутоа никаде не сретнав појаснување што всушност значи терминот консензуален председател. Мислам дека никој не ни знае. Никој не ни знае. Да, и државата. тоа се претвори некако во некако политички жаргон. Кога треба нешто да се одложи или кога треба нешто да се стави во некакви смирувачки ситуации и така натаму, се исфрла тоа како консензуален председател. Мислам дека сепак на политичка сцена во Македонија имате присуство на, би рекол, условно три генерации политички. Едната е она која што се провлекува уште од времето на прогласувањето на независноста, која што постепено ја спушта или сака да ја спушти тензијата во однос на тие состојби или релации помеѓу различните субјекти и ние сме веќе сведоци постепено дека тоа се манифестира во јавноста. Ние, например, имаме сега во Сојузот, во СДСМ, имаме во највисокото раководство луѓе кои што се од албанско етничко потекло. Нешто што беше незамисливо. Замислете тоа 91 година некој тоа да го направеше. Тоа беше строга поделба. Јас се сеќавам на еден пратеник таму од албанската група мисла дека беше во Куманово, кој што беше кандидиран за пратеник од страна на СДСМ, па немаше ни еден глас. Значи, ни фамилијата, ни тој не гласал за себе во тој таков амбиент. Сега, втората група е некоја средна група која што морам да кажам дека газеше во политиката, почнувајќи од оној таму фамозен протест пред собранието во шаторите, во која што припаѓа овие што се кандидираат за председатели во ВМРО и кој што доаѓа со критиките за непотизам кај комунистите, за долго останување на фотелите и така натаму, и потоа се сместија во тие фотелите и им дојде добро и тие сега пак се 30 години во тие фотели и никако да заминат. Знаете. И са од таа генерација веќе произлегува овој некој посериозен кандидат кој што се спомнува кај ВМРО, тоа е овој Ѓорчев, Владко Ѓорчев, но наспроти него еве го и овој другиот Филип Петровски. Знаете.
и ова помлада генерација која што сака дефинитивно да го разбие таквото нешто, но што е интересно, има замор на материјалот веќе и јавност манифестиран и кај ДУИ. Бидејќи и кај ни важи ваквата поделба. Знаете, и јас мислам дека сите овие да речам прикриени тензии кои што се појавуваат од време на време доаѓа токму таа група која што чувствува дека веќе времето им доаѓа да се повлекуваат, арно, ама имаат многу путер на главата. Како да го обезбедат са полесното повлекување од таму, а да биде без последици и да им остане мирот. Знаете. Мислам дека токму од таа група некаде произлегува ова идеја за консензуален председател. Сакаме ние да бидиме, ама чекај да видиме како, кој ќе биде. И никој не кажува што се подразбира. Кој треба да биде ова или она, ваков, онаков, толку, така и така натаму, бидејќи мора да има некои критериуми, некои стандарди по кои тие тоа ќе го направи. Во јавноста дури се доведе до абсурди дека треба дури да има еден родител македонец или албанец, дури и такви абсурди да излегуваат дека и тоа може да значи консензуален, мислам, да. Меѓутоа, да се вратам на прашањето за бидејќи и тоа е поврзано исто така и со прашањето на предвремените избори. Лично, не само јас лично, ајде да кажам дека и слушајќи ги овие размислувања на македонската јавност, морам да ви кажам дека прашањето на предвремените избори не е баш многу поздравено во пошироката македонска јавност. Дури мислам дека тука се кристализирани две размислувања околу тоа. Првото е дека ВМРО-ДПМН се уште не е подготвено да оди на било какви избори, а не само на предвремени избори, бидејќи тоа воопшто не покажа нов лик. Тие сами во себе сега превриваат демократизација на партија, залагање за демократија и така натаму, меѓутоа тие не излегоа пред македонската јавност и да и се извинат. Како што тоа Хрушчов го направи на 20-тиот конгрес на КПСС, кога излезе и кажа што се тие правеле под влијание, да речеме, на Сталин или на сталинизмот. Овдека ние тоа го немаме. Или јас не знам дали воопшто имаат и храброст тоа да го направат, бидејќи тука има една папазјанија, една мешавина сега, имате големи остатоци од груевизмот, имате појава на реформски сили, но имате и овие сили кои што сакаат тоа некако ако може да го покријат со песок, па да не го спомнуваат и тоа сама историјата да го заборави, тоа е погрешен приод. Историјата не заборава. Тоа е еден од главните фактори, меѓутоа да не ги набројуваме сите, има и многу други, меѓутоа нова посебно се дава една тежина. Втори еден став е во однос на СДСМ, дека СДСМ се уште не се зафати многу коренито, сериозно, реформски, во однос на сите барања кои што доаѓа и од шарената револуција, меѓутоа и од македонската јавност која беше веќе преморена од таа груевистичка диктатура. Значи, единствено нешто што е дека се демократизира малку амбиентот, значи тоа е став на јавноста, и дека позитивен факт е договорот од Преспа. Манифестен, видлив, јасен, гласен и така натаму, но дека сето тоа останува натаму како што беше. Ова приказна која што сега оведена се случува со
на релација Врховен суд, специјално јавно обвинителство и така натаму, уште позасилено го постава прашањето на реформите во правосудството, владење на правото, во сферата на човековите права и слободи, во прочистувањето на човечкиот материјал. Знаете, имате вие се уште луѓе кои што беа вистински злосторници во време на груевистичката диктатура и шетаат слободно по градовите како ослободители. Да, А имаат на душа, носат човечки животи. ова што го Семејства уништени. ова што го вели професорот, тоа Само да додам. да, Значи, овие вакви аргументи не се на страната на предвремени избори, туку се на страната на некаква политичка тактика, секојдневна, на некое политиканство. Ајде, ако можеме да чапнеме уште еднаш некој, да го продолжиме мандатот, но нема во себе сериозност. Дека ние да излеземе пред гласачи да кажеме ние направивме тоа, повелете, оценете го, тоа наше. да, владењето на правото голем проблем, ќе зборуваме за тоа, но сакам уште една работа во однос на евентуалните предвремени и председателски. Повеќе од јасно е дека со тоа го покажа референдумот, дека со председателските избори може да има проблем со цензусот. Особено ако ВМРО ДПМН се реши да бойкотира, без разлика во прв или во втор круг, но би било логично тоа да го направи во вториот круг. Од партијата велат дека нема да бойкотираат, така се изјаснија неколку пати, но сепак не може да се исклучи таа опција. Што ќе се случи во тој поглед? Бидејќи тоа, да речеме, е најсилен аргумент за предвремени избори, парламентарни, сите други се против. Значи, како аргументи. Добро, сега, ако видиме така, значи ВМРО ДПМН кажа дека нема да ги бойкотира, мислам, референдумот, па го бойкотираш и така натаму. Значи, тоа не треба да се земе здраво за тоа што е кажано и што е сторено во политиката, стално има резерви и запирки. Значи, во тој дел, таков бойкот би му одговарал највеќе на ДУИ. И ДУИ игра на таа карта, дека сака таков бойкот, затоа што во случајот би останал заменик председател Талат Џафери. Што и во случајот го има и суспендирано постоечкиот председател, зашто со потпишување во службен вестник на законот и така натаму е суспензија на председател. Практично во овој момент ДУИ има председател и сака да си го задржи тој председател. Релациите не смее да ги исклучиме дека има можност на договор меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ како стари добри коалициони партнери. Тука има една сврзна точка. Меѓутоа, дали ќе се случи тоа, за во втор круг предпоставувам дека е можно, затоа што една таква, да кажеме, не такви неуспешни парламентарни председателски избори би биле повод за барање на нови парламентарни избори, затоа што на тој начин постоечката коалиција би го изгубила целиот легалитет и легитимитет на владење. Така да јас се надевам. Значи не го исклучувате тоа Не го исклучувам како можност, опција, да, и тоа нормално, бидејќи ВМРО ДПМН не верувам со било кој кандидат да искочи од постоечкиве набројани, дека ќе направи некоја си, не знам каков резултат и победа. Бидејќи во ситуацијата во која се наоѓа ВМРО ДПМН, постоечкиот претседател и раководство не се покажаа како обединители на партијата, него како растурачи на партијата. Значи, тие се главниот, да кажам, генератор на проблеми во партијата. Со таква една раслоеност во партијата на повеќе фракции, различни мислења и така натаму, нормално е да се изгубат изборите. Нормално. И со тоа што, најсигурно демек ќе биде госпоѓата Силјановска, таа ВМРО-вците ќе ја доживеат како уште едно кукавичко јајце во гнездото на ВМРО ДПМН. Такви до сега ги имавме многу. Така да, членовите на ВМРО ДПМН не се спремни да трчаат за членови од други партии и да поминат преку нивниот грб да добијат одредени функции. Така да, опцијата ја оставам отворена и можна. Да. Добро, мораме да направиме една кратка пауза за реклами. Бргу се враќаме во студиото, останете со нас.